Од почетокот на грејната сезона па до сега, несовесните штипјани просечно палеа по еден пластичен контейнер дневно. Во последните 5 дена, неодговорноста и несовесноста се дуплирани, пошто јавното предпријатие ИСАР изброи нови 9 оништени контейнери. Последните 5 дена веќе се запалени 9 контейнери. Знаете дека тоа ИСАР го чини, тоа е еден контейнер, ако знаеме дека е 12 до 13 денари. Значи, кога ќе се пресмета, тоа е една голема сума на пари, а тоа се пари на граѓаните, треба да знаат дека секо ИСАР ги собира преку давачките за вода и за изгубрување на ѓубрето, но се враќаат пак на граѓаните со набавка на овие контейнери. По ова стампедо од неодговорност, од ИСАР на работа ја повикуваат и полицијата. Значи, веќе станува аларматна состојбата и ги повикувам сите надлежни органи да преземат сите законски мерки кон овие лица. Ова веќе не станува збор можеби од немарност, туку веќе се има индикации дека се палат контейнерите намерно од некои несовесни граѓани. Но освен во Штип, контейнери горат и во другите општини. Како и ланската година и оваа година, значи имаме таква појава во пластичните контейнери кои што беа на конкретните места поставени, се случуваат да самите граѓани со пепелта кои што е фрлат во самите контейнери и ги истите и запалат. Превентивно делуваме, 90% од веќе поставените пластични контейнери ги повлекуваме, а на тоа место поставуваме метални контейнери, се со цел да ги зачуваме пластичните, за да можеме во сезона грејна повторно да ги поставиме на самите места предвидени за таа намера. Само по основ на набавка на запалени, намерно скршени или амортизирани контейнери, ИСАР Штип годишно плаќа помеѓу 60 до 100.000 денари. Во Кочани годишно за нив се плаќа по 30.000, а во Пробиштип по околу 20.000 денари. Идентични или приближно идентични проблеми со контейнерите има и во другите општини, што само по себе покажува колкава е нашата одговорност кон сопствените пари. Нелогично е контейнерите да се палат денес, а веќе утре да има поплаки дека контейнери нема. Ќе нема.